Петров против Черноморе во првиот надпревар од второто коло во фудбалскиот Интер Тото Куп. 1500 љубители на фудбалот се овде со цел да му дадат поддршка на нашиот представник во обидот да дојде до третата рунда и до пресметката со тимот на Самдорија, атрактивен противник од еден од најсилните фудбалски шампионати во светот. Во пресредна надпреварот веднаш основните информации со оглед на тоа дека веќе фудбалерите се на теренот и очекуваме судијата од Шпанија Алфонсо Перес Буруа да даде знак за почеток. Значи во нашиот состав тренерот Радмило Иванчевич го уфрли Димовски како замена за Деспотовски кој не може да игра поради 3 жолти картон, или формацијски Колев на голот, потоа Јовановски, Лјамчевски, Мојсов и Брњачевски во дефанзивната линија, потоа во средниот ред Митрев, Милосављевич, Милошевич и Кривокапич и како единствен шпиц Александар Стојановски, двојниот стрелец. Му пречи можеби и сонцето на бугарскиот чувар на мрежата. Его Милошевич, добар центаршот шанса и се и попречија можеби двајца фудбалери. Крај топката Милошевич, тука и Кривокапич, но ова е позиција што одговара на фудбалер што бие со десна. Најверојатно за најискусниот во редовите на Македонија Ѓорче Петров. Милошевич и брани сепак Ѓорче. За сега барем во одбраната на Македонија добро се покрива отсуството на Деспотовски, со исклучок на еден период од првото полувреме, на мала несигурност, но его сега Георгиев, повратна топка, може да биде опасно и Милосављевич изврна, сепак вратена во 16-тикот и 1:0 водство за бугарите. Бачев стрелец на погодокот во 54-та минута од надпреварот. Може би во најнезгоден момент, толку го очекувавме. Иницијатива и отворена игра на Македонија Ѓорче Петров. Еден отпадок со цела сила, што се вели, немилосредно по топката. Радослав Бачев за предност на бугарскиот состав од 1:0. Ова не се бранеше. Кажав уште во првото полувреме дека дека Џоров е еден од Мојсов. Диагонала за Кривокапич. Се врати на своето вообичаено место по излегувањето на Брњарчевски, меѓутоа затворено од двајца фудбалери. Повратна топка, удари, интервенција на Илчев. Сепак Черноморе е сосема стабилна екипа, одигра тактички добро, ги затворија приодите, не беа и насочени кон некаква посебна офанзива за да постигнат гол, но искористија една од своите шанси, а претежно беа преку обиди од далечина. Сега уште еден обид и 2:0 погодок на Да Силва во 71-та минута од надпреварот. Му дозволија дефанзивците на Македонија во оваа ситуација на Да Силва да бие, да го погоди спротивниот агол од голот на Љупчо Колев. Ова е веќе наивност, мислам дека ваков гол со една топка од центар да се изненади цела одбрана и потоа погоди за да ја смири максимално атмосферата на Градски. 2:0 веќе резултат што широко ги отвора вратите на бугарите за надпревар против екипата на Самдорија и сега и 3:0 уште еднаш Да Силва. Овој пат и без акција фудбалерите на Черноморе доаѓаат и до убедлив триумф на Градски. Кога се чинеше дека лесно ќе ја испрлат нашите фудбалери оваа топка, Димовски беше до меѓутоа тоа е, фудбалот е таков. Не треба све да биде идеално за да понекогаш се постигне многу. Од друга страна и бугарите добро затворија. Само 2 пати Македонија реално се закани, што е и премалку за евентуално да се мине. Еве сега уште една шанса, статива, обид на Стојанов и 4:0 нововлезениот
Станислав Стојанов во 82-та минута веќе и носи резултат што може да се протолкува како дебакал на Македонија. Ѓорче Петров и тоа со погодоци во второто полувреме. Во првиот случај Петар Костадинов биеше, топката се одби од стативата и потоа немаше одбрана кога може би да се мине Етникос, потоа со дуел со екипа од првенство какво што е бугарското, со многу повеќе екипи со искуство на меѓународната сцена. Може би не за вака убедлив пораз, меѓутоа во секој случај Черноморе во двомечот со Македонија влезе како фаворит на хартија. Крај на надпреварот 4-0 на Градски, со што веројатно завршува одисејата на Македонија. Ѓорче Петров во надпреварите од Интер Тото купот во оваа сезона ќе биде формалност реваншот по 7 дена на стадионот во Бургас, каде што ќе биде домаќин Черноморе. 54-та минута Бачев 1-0, 71-та и 73-та два погодока на Маркос да Силва и во 82-та минута Стојанов за уверливи 4-0 за тимот на Черноморе.